Меѓу двата изборни кругови, Македонија го брка цензусот за председателските избори. Кој е победник, а кој е губитник после првиот круг? Изгубените гласови од контото на СДСМ по 2 години на Илинденска како последна опомена за лидерот на партијата. Пораката од гласачите е пратена, но дали ќе стаса до сите до кои беше намената. Добра вечер во 24 отворено. Вечерва велам за лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав до сите гледачи кои што ќе не следат. Пред ден, практично пред ден-два, се вративте од Берлин, каде што ги добивте и можеби последните пораки пред европскиот извештај, за тоа што се вели она што Македонија го посакува, датум за преговори со Европската Унија. Ќе имаме ли годинава датум за преговори? Ке имаме, јас се вратив среќен, позитивен, оптимист. Искористив прилика да поразговарам со председателот Макрон. Верифицирано е сето тоа што е постигнато во државата. И на внатрешен план, по пат на правните реформи, со законите кои што се донесени, најголем дел по пат на диалог и консензус во самиот парламент, Преспанскиот договор, сето тоа што значи и економски параметри верифицирани. Секако средбата во Берлин беше прашањето Приштина-Белград. И бевме повикани сите да кажеме своje мислење како тоа ќе влијае врз целиот регион, да споделиме одредени искуства. Јас бев во улога на позитивен пример со нашата Северна Македонија, после постигањето на Преспанскиот договор, свежите размислувања како се постигнува договор, дадовме искрени пријателски сугестии. Верувам дека најдобронамерно ќе ги прифатат лидерите на двете наши соседни земји, заради тоа што после проблемот Грција-Македонија се очекува да се реши проблемот со Косово, па да се помине и на Босна. Така ги гледат трите прашања, но овде искористивме прилика, имав билатерална средба со канцеларката Меркел, уште еднаш верифицира, таа е еден од поголемите охрабрувачи на постигањето на договорот и сето тоа што се случува дома, но и председателот Макрон. Секако одлуките ќе се носат после извештајот кој што Европската комисија има намера да го објави после завршувањето на изборите за Европскиот парламент 28-29 мај некаде, за да можат соодветните парламенти да го, како што е Бундестагот и другите парламенти на земјите членки, да го потврдат тој извештај, па да оди на Европски совет на одлука. Јас очекувам оваа година да добиеме одлука за почеток на преговори од Европскиот совет, заради тоа што тоа го заслуживме. Но практично и лани некаде летото, кога се одлучуваше, излеговте со една изјава во која рековте Македонија доби датум за преговори во јуни 2019 година. Дали на овој начин сега ги демантирате тие тврдења, ако повторно треба да ги верификуваме овие резултати? Не, само очекуваме да биде верификувано тоа лани што беше проектирано. Европската комисија даде препорака, конкретно прецизна, заради тоа што имаше резерви на одредени земји членки, како што беа Франција, Холандија, Данска и слични, се донесе одлука за јуни, добивање на датум за јуни за 2019 година. Сега очекуваме да биде донесена одлуката за отварање на поглавја, почеток на преговори меѓу земјата и Европската комисија. Тоа значи дека очекувате да го добиеме датумот кога ќе почнат преговорите во известен разумен рок веднаш после јуни? Така е, сега повеќе немаме одлука ние од Европскиот совет. Европскиот совет лани ја донесе одлуката. Сега треба да биде прецизирано. Тогаш знаете дека дадоа во овој година период уште 4 цели, како што беше правосудството, антикорупцијата или борбата против корупцијата и организираниот криминал, реформите во безбедносните структури и реформите во јавната администрација. Сега по планот 18, потврден од Европската комисија, сето тоа е чекирано. Се надевам и законот за јавното обвинителство ќе биде потврден во првите денови после изборите за председател на државата, за да може сето тоа да биде. Но лани кога ја пласиравте пораката, тоа беше сватено како веќе добиен датум за преговори. Постои ли стравување дека сега повторно може да ни се случи повторно одложување поради известни сомнежи во Европската Унија или известни земји членки кои што се противат на проширувањето или мислат дека процесот треба да се одложи? Франција, например. За Република Северна Македонија нема земји што се противат. И тоа е добро. Секако, тие гледат и низ аспектот и на Албанија, гледат и на аспектот на генералното проширување, но за нас нема против. Од тука се што може да биде донесена одлука, дали
отварањето на првите поглавја, тоа е 23-24, почнува летото, почнува септември, почнува декември, за секоја земја во зависност од потребата да се подготви Европската комисија. Знаеме дека доаѓа нова Европска комисија, која што мора да биде подготвена, за да може од едната страна да го води преговорачкиот процес. Ние, знаете дека составивме тимови за преговори во државата, имаме сериозен корпус на кандидати кои што се пријавија по самите поглавја, ние сме подготвени и штом ќе донесат одлуката да почнеме. Значи, вие велите дека годинава ги почнуваме преговорите со Европската Унија за членство во Европската Унија. Така, и јас кажувам дека тоа ќе биде одлука донесена ова лето. Зошто зборам ова лето, не јуни? Заради тоа што Европскиот парламент, изборите, може да пролонгират јули наместо јуни. Зависи кога ќе се одржи само Европскиот совет. Значи, тоа не зависи од нас. Тоа зависи од терминот на одржувањето на Европскиот совет за донесување на одлуката. Граѓаните се малку уморни од тие европски пораки на кои што напати ја одложуваат тој почеток на преговорите. Сметате ли дека тоа може да биде уште едно разочарување доколку не се остварат овие проекции што сега тука ги кажувате? Не случајно се сомнежите големи, токму поради тоа што постојано имаше некакви одложувања, а сите очекуваат дека после Преспанскиот договор веќе нема да има никакви дилеми. И нема дилеми како причина за нас, за дома. Дилемите што се уште некаде постојат и затоа ја водиме оваа дебата е заради перцепцијата на одредени земји членки према проширувањето. Тоа се Франција, Холандија, Данска, зборуваме. Кој што уште еднаш напоменувам, за Република Северна Македонија нема дилеми. Заокружено, тие ќе се ја донесат својата одлука и ќе ја соопштат. Секако сака тоа да го направат после завршени избори за Европскиот парламент и јас тоа го почитувам. Секако за мене беше важно како председател на владата да го обезбедам тоа дека е така. Сето тоа што зависи сега процесот на одлучување, кога точно јуни ли е, јули ли е, тоа зависи од Европската Унија, односно од Европскиот совет, а на кој што му претходи Советот на министри на европските земји членки. Добро, ве држиме за збор. Годинава Македонија ги почнува преговорите со Европската Унија. Како што уште еднаш напоменувам, дури и тие кои што имаат одредени дилеми не спомнуваат причини кај нас. Спомнуваат што тоа Европа кога ќе носи одлука, како ќе биде структурирана таа одлука, но не заради нас. Зборувам заради тоа што кај нив е отворена дебата како земји членки. Одиме малку на она што се вели избори во Македонија и изборните резултати после првиот круг. Вие направивте неколку анализи. Од 433.000 гласови во 2016 година на парламентарните избори, до сега спаднавте како партија, како СДСМ, иако ова се председателски избори, на 325.000. Значи, над 100.000 гласови се изгубени, што за волку кусо време секако е голема бројка, голема цифра. Како го објаснувате тоа? Прво, победи Стефо Пендаровски во првиот круг. И тоа е драгоцена победа. Второ, председателските избори не се толку примамливи, односно не се толку луѓето посветени како другите избори, како што се парламентарните или локалните. За 100.000 гласови разлика се голема разлика. Ги кажувам само причините. Таа е втората причина. Третата причина е доказ дека победија сите. Луѓето не се повеќе под пресија, дека мора да излезат да донесат списоци или било што. Дека имавме европски избори, Овие избори, јас реков, се нова европска вредност. Луѓето се растаретени, луѓето се слободни, одлучуваат според нивната важност, односно дали тоа председателот на државата согласно своите ингеренции има толку многу важен или не. Јас верувам дека сега на вториот круг, прво и процентот на излезеност ќе биде поголема и гласовите кои што останаат дома, а тоа се гласови наши, во поддршка на Стефо Пендаровски, од беа на опозицијата излегуваат, само тие остануваат така преокупирани со целата оваа негативна кампања, како наш опонент гледам како се одвива целата оваа кампања, за да можам да тврдам дека гласовите кои што останаа дома беше прво индиферентноста на луѓето, слободни се изборите, тоа доказ дека сите победија нови избори, добивме нова европска вредност, луѓето се релаксирани, вториот дел се председателски избори, ние заборавивме како е да се трче само председателски избори, од 2004 година, ако не се лажам, ние немаме само председателски избори. Секогаш били или со локалните, или со председателските избори. И секако, една од причините, која што имаме овде, е разочараност од одредени функционери во власта. Така го дефинирам и генерално можеби од одредени политики. Пораката ја примавме, таа порака јавно ја искоментирав. Секако, ние не сме безгрешни, се однесува за поединци, лоцирани се поединците и секако ќе има корекции. Да, така да на тоа гледам баш така. Кога тој број на поединци што
што влијае на овој изборен резултат се зголемува и се зголемува, веројатно одговорноста не е само во поединците, туку и во најодговорниот, тој што ги поставил тие кадри. Дали вие лично се чувствувате фрустрирано што, фокусирајќи се на надворешните проблеми, заборавивте да ги гледате работите тука? Бидејќи тоа што се случуваше со непотизмот, со одредени други девијантни појави, со директорувањето на дел од кадрите, секако многу влијаеше на овој резултат. Бидејќи, повторно ќе повторам, вие не сте успеале да го ангажирате дури ни корпусот ваши гласови пред само 2 години. Значи, една работа. Сериозни одлуки се донесува во нашата земја. И како тама работа фрустриран, не сум среќен, не сум горд. Каде беше Македонија, каде е сега? И апсолутно квантен чекор е направено. И сето тоа што е направено на меѓународен план е направено заради рефлексија дома. Повисок економски стандард, зајакнување на институциите, подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и веќе ги имаме и првите резултати. Значи, успешна е ова влада и покажа сериозни резултати. Точно е, како и секој општествен систем, извршната власт е голема, ние имаме своји представници во локалната власт, има одредено разочарување од одредени функционери, кои што веројатно под напливот на очекувањата и барањата на граѓаните не беа подготвени, кои што дури некаде реагираа негативно према луѓето, наместо да им бидат сервис, да им служат, комплетно покажаа своја неподготвеност. Еден дел веројатно и ние самите видовме дека можеби се добри за некоја работа не се добри. Тоа веќе излезе на површина, тоа убавината на слободата, на демократијата, на транспарентноста, на тоа што постои денеска во оваа наша земја како една од новите придобивки во овие 23 месеци на извршната власт предводена од Зоран Заев, односно од мене. И во такви едни околности никој не очекува од нас да бидеме совршени. Нито веруваме дека некогаш ќе бидеме совршени. Но треба да правиме јасна дистинкција за одредени поедини функционери наспроти сите они успешни политики кои што досега се спроведени. Кои што се пред се во меѓународните односи. Не се спред се само во меѓународните односи. Добра, законодавството, еве само да се доискаже. Имавте неколку прашања, треба да дадам одговор на секое поединечно прашање. Ќе ви дадам подосна збор за законодавството во делот на реформите. Само законодавството, поставивте антикорупцијска, непотизам, да дадам одговори, така? Да, но дозволете ги прашањата да ги добиете. Колку, например, гласови го чинеа СДСМ вработените роднини, например, на пратеничката Мира Стојчевска? Имате ли такви анализи? Правите ли такви анализи? Или на другите пратеници, како Кирацовски, кој што е ваш генерален секретар, кои што вработуваат своји роднини во јавните предпријатија пред се? Секако, една од причините се и разочараноста на граѓани кои што останаа дома, односно не гласаа за ВМРО ДПМН, останаа дома, да не испратат порака и сигнал, е и разочараноста од такви политики на поедини функционери. Јасна дистинкција мора да направим. Не може тоа да го генерализираме врз целата извршна власт. 6 луѓе се повлекоа уште пред да работи антикорупцијска комисија. Сега беа 5 случаи фокусирани и директно презедовме одговорност. Прво имаме доказ дека функционира систем. Антикорупцијска, нешто не постоеше, тоа беше во функција да ги заштити порано ваквите девијантни појави. Сега, директно транспарентно, тоа го соопштува и ние презимаме одговорност. Не, вие директно. Некои се повлекоа, некои не се повлекуваат, но ќе има ли политичка одговорност за овие функционери? Секако дека ќе има. Тоа што е под премиерот и извршната власт ќе има политичка одговорност. Тоа што не е под премиерот, јас ви кажувам дека транспарентно ќе повикам на одговорност, ќе и коментирам како што коментирам позитивни работи и негативните. Јас не можам да разрешам градоначалник, тоа го знаат сите. Разочараноста, ќе повикате ли на оставки од одредени градоначалници или од одредени пратеници? Разочараноста од локалните шерифи е еклатантна. И тоа го гледаме, луѓе да го коментираат. Транспарентноста е придобивка голема денеска во нашето живење, така да таму каде што немам можност да разрешам, односно да тргнам некој, да именувам друг, ќе повикам. Ќе повикам на одговорност, ќе побарам оставка јавно, каде што тоа е можно, и апсолутно дури ќе се оградам од одредени политики. Немам предрасуди. Времето е зрело како кручка во нашата земја, апсолутно да ги исправуваме брзо слабостите. Добро, ако сакаме да покажеме резултат. Еве ви шанса. Кого ќе повикате на оставка од пратениците? Ќе повикам веднаш после изборите. Значи, или од градоначалниците? Ќе повикам секаде каде што тоа граѓаните го воочиле со конкретни аргументи. И постои време, после изборите тоа ќе се случува. Ќе има промени во министерски нивоа. Не, ме интересира зошто сега не е време тоа да го направите. Мислите дека ќе влијаете на изборниот процес? И како ќе влијам на изборниот процес? Според мене е доволно што коментирам јавно
Тоа за прв пат во државата. И прифаќам слабости на одредени функционери. И кажувам дека ќе има промени. И тие промени ќе се случат. Ако поминам понатаму во детали, без сериозните аргументи и образложенија, дури и кога ќе ви дадам одговор на едно вакво прашање, јас мора да ги наведам сите аргументи. Затоа тоа се прави после избори. Затоа што на тој начин само ќе наштетам на самиот изборен процес. Граѓаните знаат дека свативме. Граѓаните знаат дека не е јасно. И граѓаните знаат дека сигурно ќе постапиме. Таму каде што тоа е под премиерот, под владата, секако дека ќе постапиме директно со промени, секако ќе постапиме со повик, таму каде што тоа не можеме ние да го промениме, но, како што реков, метлата ќе фати малку и од другата страна. Од таа набабрена партиска администрација, од 11 години на владење на ВМРО ДПМН, помина во една друга крајност. Заев бил добар, Заев бил кроток и точно не бркавме јавна администрација, за да денеска ни се покаже на изборите дека повторно со закани одат со списоци од 20 луѓе, со притисоци дека они ќе бркале од работа, дека еве ќе дошле на власт или слично, тоа нема да го дозволиме. Така да метлата поприлично ќе прочисти после председателските избори. Ќе менувате ли директори што вработува роднински кадри на функционери на СДСМ? Секако, доколку е утврдена нивната одговорност и логично е да го слушам нивниот аргумент за ваквите обвинувања. Добро, имаше антикорупцијска комисија каде што веќе утврди одговорност. Така е. Кај одредени директори. Така е. И таму ќе има промени. Каде што тоа е утврдено јасно. Но антикорупцијска утврди дека не требало да се дадат и на лозарите субвенциите, а управниот суд донесе одлука каде што апсолутно тоа е сосема законски, сосема дозволено и не е спротивно од изборниот законник, каде што има одредени забрани. Така да, ние нема да бидеме до крај правични, нема да бидеме до крај честни, транспарентни, одговорни и отворени пред граѓаните, ако секако не ја дадеме правото на аргументација. Но таму каде што има и тоа јасно видливо, апсолутно дека ќе следуваат промени. Зошто некои од вас назначени функционери мислат дека се одбрани да уживаат во функциите, да ги користат за своји лични привилегии, а не да работат за граѓаните? Имате ли проблем со бирањето на функционерите кои што работат за вас? Во моментот на нивното поставување сме дале шанса на секој. И секој заслужува шанса во ова наша земја. Секој, буквално. Најобичниот граѓанин. Ние имаме многу луѓе кои што се функционери и раководители на институции кои што дојде од шарената револуција, од граѓанските организации, од секаде. И сега, после 2 години, видовме каде имаме слабости, каде имаме предности. И апсолутно, драго ми е што викате некој, заради тоа што се некои функционери. И тие некои функционери, после 2 години, видовме каква капацитетност носат. И така, во тој дух, на увидената нивна капацитетност, секако, ќе ги разрешиме, ќе побараме нивно разрешување, за да може да бидат заменети со подобри. Но исто време да испратат пораката дека кога се нафаќате, да извршите одредена функција и да им служите на граѓаните, тогаш треба да им служите на граѓаните. Затоа што промената на власта не е заради поставување на одредени функционери и да уживаат тие во власта. Тоа е пред се одговорност. Тоа е огромна чест дадена од нашиот народ. За да тие 4 години добија мандат, му служиме на нашиот народ. Државата и институциите постојат заради народот. И од тој аспект апсолутно немам никакви предрасуди. Ние сме унисони во СДСМ. Некои од нас си ги признаваме своите слабости. Не зборувам денеска за поедини случаеви, но тука сме јасни. Промени мора да имат секаде каде што има слаби карики, односно слабо функционираа одредени функционери, односно не испорачаа резултат, односно не беа добри служители на граѓаните. Но знаете како, впечатокот на јавноста секогаш кога има дури инцидентни случаи, а тие не се толку инцидентни, туку се малку повеќе, се генерализира. И излегува дека паролата дојде живот, испаѓа дека дојде живот само за функционерите на СДСМ, кои вработуваат, користат привилегии, а јавноста, дури добар дел од членството на СДСМ е незадоволно од тоа што се случува. Еден дел од членството... Ако за 2 години потрошивте еден силен политички капитал на овој начин, каде ја гледате вашата одговорност тука? Мојата одговорност каде ја гледам? Значи, мојата одговорност ја гледам заради тоа што сум направил веројатно одлуки на луѓе кои што не се покажале така добри како што тоа очекувале граѓаните. И тука, јас кој што сум ги поставувал како председател на владата, тука е мојата одговорност. Но истовремено во еден систем, во кој што имате преку 1800 носители на јавни функции. Не можете однапред да тврдите дека сето тоа ќе опогодите и ќе биде перфектно. Така, еве како се коригираме. И денеска го прифаќаме тоа.
Тоа беше мисловна именка, не постоеше во нашата земја. Вака премиер да се коригира, да ги признава своите слабости и слабостите на своите луѓе и кажува советување дека ќе ги отстрани тие слабости. И тоа е голема предност, затоа што навистина толкова број на луѓе да се постави, после 2 години правите пресек и гледате каде се слабостите. Председателските избори тоа го извадила на површина, што е уште една придобивка и квалитет повеќе. И затоа ќе постапиме. Предни вакви околности, секако, јас знам дека успесите се големи. Не се успесите само на меѓународен план. Еве ги економските параметри, гледате ги во државата која. Цел Балкан врие, само во Македонија е мирно, затоа што сме посветиле своји капацитети на диалог со опозицијата, каде што и таа отстапува, но прилично и власта отстапува, за да имаме функционален систем на сето она што е важно за државата. И на крајот меѓународните политики ги правиме заради дома. Не гласат на нас тоа Меркел, Макрон, нас не гласат дома, нас не бират граѓаните дома, ни зимат мандати, ни дават мандат дома. Тоа што го направивме на меѓународен план е заради сите очекувања кои што очекуваме дома да се случат, повисок економски стандард. И денеска и како многу работи се промени. Слободата и демократијата е огромна вредност. Не се задоволни граѓани и не се задоволни членови на СДСМ и веројатно нема да бидат до крај задоволни. Ама 150.000 барат вработување во јавната администрација. Одговорот е не. Не може да се вработат 150.000. Не, но кога ќе почнат да се вработуваат роднини на пратеници, на министри, на директори, тогаш знаете како, во време на ВМРО ДПМН велевме ВМРО вработува партиски, сега велиме СДСМ вработува роднински. Колку е лоша таа перцепција, тоа сакам да ве прашам и да ги како ќе влијаете на тоа? Да ги изброиме сите 20 на случаеви си. И веднаш влијае. Веднаш се менуваме. Но не смееме да ја поминеме и другата крајност. Значи, првата крајност, антикорупцијска, мора да излезе. Оваа седмица да каже за непотизмот и на другата страна. Само во антикорупцијска имаше 50 случаи до сега пријавени, не се 20. Така, еве нека се 50. Пријавени 50. Ке видиме колку излегува. До сега излегува од антикорупцијска 6, 5-6 се повлекува, еве толку се случаевите. Ако има нешто недоистражено, повикувам да истражат и ние ќе се коригираме за секое вакво прашање. Затоа што сме транспарентни, отчетни и одговорни. Сакаме и од другата страна да се повика при тоа. Но истовремено треба да потврдиме дека не треба да им ограничиме правото на работен однос на никој во државата, да не забегаме во друга крајност. Имаме, јас го кажувам, имаме девојче кој што е лекар општ, се вработило во одредена клиника, на конкурс од 7 луѓе се вработиле 20. Една од тоа е керка на пратеничка и никој таму тоа не реагира. Така, проблемот е дали тоа по пат на протекција и привилегии е скусено правото на еднаквост на секој граѓанин заради тоа што некој е член на семејството на одреден функционер. Таму каде што тоа е утврдено, тука е судрот на интереси, потврден, таму се коригираме веднаш и ги исправаме своите грешки. Но имаме грешки 20, нека се и 50. Не зборуваме за 130.000 луѓе или не знам за 80.000 кои што биле порано вработени од претходната власт. Нека се дури и 50, еве ги коригираме тие 50, но имаме транспарентни огласи, каде што се вработуваат граѓани. Пред се стручни, професионални, по пат на компетитивност, по пат на еднаквост и тоа е така. Точно е, моите социјалдемократи не се до крај задоволни, заради тоа што голем дел од нив очекуваа дека тоа ќе биде исто како ВМРО ДПМН. Не. Работите се променија во државата. Работите кажуваат дека граѓаните мора да бидат еднакви. Доста беше од ова партизирање до крај. И затоа вака реагираме и како председател на влада и премиер. Но не е само вработувањата. Вие имате директори или имате градоначалници кои што денеска набавуваат фотели од телешка кожа кои што чинат 400.000 евра или набавуваат Аудија или Мерцедеси кои што чинат по 60-70.000 евра. Сето она што толку жолчно го критикувавте додека бевте опозиционер. Сега ве нема тоа да го искритикувате. Не ве слушаме. Како не го искритикуваме? Па тоа кажуваме дека за сите слабости ќе и промениме луѓето. Како да кажеме другчие, што да направиме? За сите слабости, за кои што граѓаните јасно и аргументирано критикуваат. Да, тоа го кажувате сега, но не го кажувавте кога се случуваше тоа. Како не? Значи целиот изминат период тоа се случува, на кое што апелираа и медиумите, и јавноста, и веројатно и вашите членови преку социјалните мрежи, и незадоволните членови кои што... Секогаш сум бил секој ден транспарентен и сум давал своји коментари за се. За сите слабости, за сите предности. Како што сум дал коментар дека описот на спецификацијата на тендерот за таа телешка кожа се опишува со тие зборови. Знам се што е набавено во вредност на тие 400.000 евра. И тоа е направено на транспарентен начин. Порано не можеше никој да прозборува за вакви работи.
точно е дека столиците кои што се обликувани мора да бидат обликувани со одреден опис. Каква е кожата? Јагнешка, телешка, свинска, не знам каква е. Опишено е тоа. И го кажувам како слабост. Дали е највистинското време да се набавуваат столици во МЕПСО? Или не? 400.000 евра. Од 400. МЕПСО е сериозна институција. Е голема. Право прашувате за колкав дел на вработени тоа се однесува. Тоа не е само за канцеларијата на директорот, тоа се работни простории, таму се градеше нова зграда, спецификацијата е направена од минато време, сега дојде да се реализира, заради тоа што треба се опреми таа зграда, каде што треба да функционира МЕПСО, да се стави целосно технички прием на самата зграда, има тука сериозни аргументации. Како што знам, да кажам дека не може кола да се набавува од 80.000 евра, во време кога државата дава 50 милиони евра на општините. И градоначалникот набавува кола од 80.000 евра, не може да набави. Тоа не е фер према граѓаните, не е честно према граѓаните. И го критикувам тоа секаде. Или било каде што не се работи отчетно, одговорно и транспарентно за граѓаните. Велите, сте го коментирали претходно кога имале некои појави на малформации во системот, на лоши проценки на директорите. Меѓутоа не сте реагирале. Зошто чекавте да се потроши тој политички капитал на СДСМ, а зошто не реагиравте порано? Значи има 19 раководители сменето во овие 23 месеци. Еден дел се директори, да се председатели на управни одбори, свој сопартијац апсеше оваа влада, градоначалник, за пример, одлежа затвор, за пример, и сме покажале вредности. Цело време. Шверцуваше цигари. Го фати оваа власт, кој го фати? Зоран Заев го фати својот сопартијац, за да покажеме пример. Дадовме разрешување на еден куп членови на управни одбори, раководители на сектори, директори. Разрешивме. За 5.000 евра карта за Америка разрешивме директор. И кажувам само примерите. Изгледа ги заборавивме. Ако мислите дека треба да се посипеме ние со бензин и се запалиме, нема да направиме тоа. Заради тоа што тоа се исклучителни случаи. И за нив реагираме. Ама апсолутно сите успеси на оваа влада, кои што се значат промена во ова наше општество. Промена, и тоа квалитативна, прво транспарентна, одговорна, второ економска промена. Има странски инвестиции со нови рекорди. Има пораст на бруто домашниот производ што не се случило од 2011 година наваму. Имаме намалување на процентот на вработеност под плафонот од 20%, 27% беше, сега 19,4%. Имаме огромни економски придобивки во севкупната трговија, 27% е раст на извозот и увозот во државата. И тоа како имаме економски успеси? Ако имаме сето тоа, зошто имаме 100.000 гласови помалку на контото на СДСМ? Заради тоа што има одредени незадоволства, кои што верувам дека во вториот круг ќе излезат тие гласови и ќе се покаже дека се тука гласовите. Но има незадоволство, заради тоа што очекувањата беа и до небото. После 11 години урнисена, здробена држава, не може да се очекува некој да биде магиосничар, да ги исправи сите работи, да ги плати сите долгови и за споменици и за музеи и веднаш сите да бидеме богати во државата. Не, процеси се движат, онака како што треба да се движат, заради тоа што можеме да забегаме во друга крајност, како што луѓето викаат правосудството. Правосудството, државата и парламентот и владата може да ги направи законите. Голем дел од работи мора да се случат во главата на луѓето. И не само на уште една изјава кога рековте пред околу една година за двајца функционери на СДСМ, односно на оваа влада, министри или директори, тогаш не се изјаснивте конкретно, е поведена постапка преку финансиската полиција и преку другите истражни органи. Што се случи со тие двајца функционери? Кои се тие? Разрешени се, не постојат веќе на функциите. Затоа што, веројатно со мојата транспарентност и коментар, блокирав одредени истражни действија, каде што сите се зема заштитни позиции и до крај не можеа да се докомплетират истрагите. Намерата беше да одат во затвор ако се докомплетират доказните постапки. Но во најмала рака се разрешени тие директори. Значи, по ваша вина практично не се процесираат до крај. Не поради транспарентноста и давањето одговор секој ден. А кои тие двајца што се разрешени? Абсолютно, не може да кажам, тоа ќе значи дека ќе осомничам за криминал кој што само бил во делот на индиции. За мене индициите беа доволни да ги разрешам самите директори, но не би сакал да го потребам името заради тоа што не се потврдил криминалот по делот на истрагата која што се водела против нив. Уште малку во делот на изборните резултати, СДСМ направи еден добар резултат претходно, особено затоа што на негово конто имаше многу албански гласови. Сега постои чувство дека тој квантум не е достигнат. Мислите ли дека албанските гласачи го казнуваат СДСМ затоа што во коалицијата ДУИ се однесува исто како што и претходно се однесуваше, нема постои неказнивост
и практично нема истраги за нивни функционери кои што претходно 10 години беа во власта заедно со ВМРО ДПМН. Не, апсолутно не се согласувам со тоа, заради тоа што не само што има истраги, има и судски процеси против високи функционери на ДУИ, како што има и истраги судски процеси против СДСМ, секако и против поранешната власт, заради тоа што тие беа процеси отворени и тука се најмногобројни. И нема дилеми. Апсолутно. Од функционери на ДУИ има единствено за ЕјУ Палими пратеникот. И заменик директорот на и заменик директорот на управата, кои што не се појавуваат ни на суд како што треба. Како судски процес. Значи судот треба да се заврши работата. Зарем треба Заев да го управува судството, па да забегаме во другата крајност. Заради треба Заев сега да и носи пресудите и да и пишува одлуките. Не. Тоа е забегување во другата крајност. Не се согласувате, а сепак гласови има помалку од албанците. А разочараност постои и на таа страна. Како што постои кај македонскиот електорат, така постои кај албанскиот, кај бошначкиот, кај турскиот, кај секаде. Но тука има и сериозна причина. Имаше и еден трет кандидат, господинот Блер им река, кој што беше многу со слични концепти со Стево Пендаровски. И апсолутно за мене е многу природно тие 80.000 гласови кои што се преточени тука на тоа конто. И јас знам дека огромен процент од тие гласови ќе бидат за Стево Пендаровски во вториот круг, затоа што луѓето има опција. Има избор, никој не им прави притисок повеќе, слободно гласат, се изразуваат, еден дел од нив викат, оке, ние сме СДСМ, шефек има втор круг, сакам си гласам сега тука, важно ми е од повеќе причини, за да гласам за Блер им река. Еден дел од луѓето ми викат, шефе, значи СДС. Ке имаме втор круг, се не ме мачи сега првиот круг да излегувам. Тоа е слободата денес кој што сега на вториот круг набрзо. Сакам уште да го дозавршам овој корпус на прашања. Кој ќе креира операцијата Метла? Најодговорниот Зоран Заев. Но дел од вашите сопартици сега велат дека најгласни се тие практично што треба да бидат дел од метлата, сега тие лиферуваат со имења кои како треба да биде. Точно ли тоа дека и оваа палка некому сте му ја довериле? Тоа е палка која што припаѓа само на Зоран Заев. Таа палка не може да се довери на никој. И во мојата политичка партија, ниту пак во владата. Тоа е мојата одговорност. И одлуките јас ќе си ги носам тука, кој треба да се промени, кој треба да остане, кој треба да се разреши, кој треба да се повика за да понесе одговорност и слично. Колку министри очекувате дека ќе напуштат владата после претседателските избори? Неколку министри. Дали тие ќе бидат само од СДСМ или и од ДУИ? Секако од коалицијата збор. Од коалицијата сите. Бидејќи имаше изјава на Талат Џафери пред неколку дена кај што вели дека прво ќе треба да си заметите во сопствениот двор. Така е, секој во својот. И тој во неговиот и ние во нашиот двор. Кога збориме за одговорност, тоа зборам секаде. Не знам тај дали мисли, односно председателот на собранието дали мисли Талат Џафери на нашиот двор како влада, наспроти неговиот како парламент. Јас го почитувам парламентот. Мислам дека изјавата беше дадена во функција на СДСМ. Ако е во функција на СДСМ и на ДУИ, секој во својот двор, се согласувам, ние зборуваме за нашите слабости. Како социјалдемократ прв и председател на Социјалдемократскиот сојуз зборувам за нашите слабости во Социјалдемократскиот сојуз, но како председател на влада и така како зборувам и за ДУИ, и за алтернатива, и за турците, двете турски партии кои што се со нас, и за бошначките партии, и за ромските партии, и за сите. Зафатени со реконструкцијата министрите на ДУИ кои што исто така вработуваа своји роднини, сестри во јавните претпријатија? Ќе бидат зафатени сите политички партии кои што учествуваат во владата. Дали во таа операција може да попуштите на дел од барањата од коалициониот партнер пред се на барањето за смена на Мила Царовска поради проектот Трето дете, несогласувањата со ДУИ за проектот Трето дете и обелоденувањето на аферата во пензискиот фонд? Апсолутно тоа може да бидат некои поединични барања на некои функционери. ДУИ не побарал од мене Мила Царовска да биде разрешена. ДУИ ги потврди законите. И еден дел од аргументацијата каде што треба да биде ограничен вкупниот приход од 12.000 денари го елаборира и Мила Царовска го прифати тоа. Заради тоа што има своји аргументи. И денеска во комисиите се поминати тие закони, гласа и ДУИ за самите закони. А дали тоа Мила Царовска истакнала одредени можни незаконски действија во делот на пензиите во државата, тоа таа го истакнала и никој нема право да се чувствува повреден или не. Ако некој се нашол внатре, ќе се го докаже тоа пред судските инстанции или пред истражните органи, кои што тие треба да го направат тоа. Незина должност најмала е кога ќе види нешто, тоа да го афирмира, обелодени и да го пријави по самите институции, тоа го направи. Така да ДУИ не побарало да разрешам одреден министер, дали е тоа Мила Царовска или друг, затоа што на ДУИ може да се коригира во настапот пред мене за своите министри, секако да даде забелешка,
на одредени наши министри, ние сме сите партнери, тоа не е само на ДУИ, тоа е алтернатива како албанска партија, но и на другите помалку бројни партии, да не кажувам за ЛДП, на СДП кои ќе активно учествуваат со своја одговорност во власта. Сите сме ние партнери, но на крајот јас сум мандаторот кој што секако ќе ги донесе конечните одлуки, секако во разговори и објаснување према партнерите зошто некој треба да замине, да биде разрешен и да биде сменет со некој друг. Дали сметате дека амнестијата е една од посилните причини, значи покрај непотизмот и она што се случуваше во функционирањето на работата на функционерите, амнестијата е една од силните причини зошто СДСМ доби ваков резултат, дури би рекол многу посилен од самата промена на името на државата. Ако се знае дека истата оваа коалиција, која што сега застана за Стево Пендаровски, на референдумот имаше 600.000 гласови за. Значи, прво, не е истата оваа коалиција, тогаш беше и албанската опозиција, заедно за тие 609.000 Минус Села гласови. и Река, да. А тоа се гласовите на Блерим Река, така да ги кажам. Значи, минус Села и Касами, сака да кажете. Села и Касами. Така, тоа се гласовите на Блерим Река, кои што веројатно беа гласови за референдумот. Знаете ли, тие треба да ги одземеме. Јас верувам дека пред се повторно 520-30.000 гласа кои што СДСМ и ДУИ ги истуркаа на референдумот. се согласувам, тука се дел од незадоволните луѓе кои што останаа дома. Најголем дел од причините ги кажав. Незадоволство од одредени функционери, локални шерифи, одредени директори, па и министри, веројатно и на централно ниво. Најголем дел тука. Секако еден дел можеби заради уставните промени. Еден дел можеби заради законот за употреба на јазиците, кој што гледам и не се тоа многу коментира, па некои причини се кажуваат. Законот за амнестија го донесовме како политичка алатка. Него направивме тоа преку влијание во правосудството и направивме јасна дистинкција. Што значи одговорноста? Има пресуди денеска за таа одговорност на организатори и осмислувачи и насилници, наспроти оние што биле заведени и изманипулирани да постапуваат така. И направивме транспарентна јасна дистинкција. Можеби дел од незадоволството за луѓе да останат дома и за тоа. Секако тоа анализите ќе го покажат, но јас верувам дека тоа се во мал број на проценти разочарани гласачи. Најголемиот дел на проценти на разочарани гласачи е нивните очекувања како биле поставени во делот на нивното завршување на работа, за севкупните движења во државата од поставеноста на одредени функционери. И тука промените ќе се случат и верувам дека ќе ја вратиме довербата која што е ставена во лер, да ја кажам, не е изгубена, но е ставена во лер со сериозна порака дека ако не се коригираме, таа доверба може да биде и казна. Какви реформи во судството престојат ако сите постојано зборуваме за некакви амнестии? Мислите ли дека тие чекори го подкопуваат и довербата во судскиот процес, а со тоа вие директно како извршна власт практично влијаевте и влијаете, односно собранието кое што го контролирате со вашите партнери? Законот беше донесен за настането 27 април. Тоа беше кулминацијата на раскареноста, закравевеноста помеѓу политичките чинители во државата, пред се меѓу најголемите две политички партии СДСМ и ВМРО-ДПМН. И во функција и на помирувањето направивме ваков исчекор, затоа што ни треба. Треба да почнеме од таму каде што кулминацијата за да се симнува тоа на пониско ниво. Разговарам со многу советници од опозицијата, со многу градоначалници од опозицијата, иако се малку, со дел од нив секогаш, но разговарам и со тие од власт. Ние мораме помирувањето да го спроведеме до крај, затоа што тумаче, премногу е во државата. Истовремено, и тоа го направивме преку алатките кои што политиката ги има на располагање. Тоа е парламентот и владата. Не го направивме преку судството за да воопшто не оставаме никаква трага за мешање во правосудството. Реформите кои што може извршната власт да ги направи заедно со парламентот е законодавството. Најголемиот дел, судиите мора да се реформират, односно да си понесат одговорност и во делот на транспарентноста на настапувањето, и во делот на објавувањето на пресудите, и во делот на правичноста во донесувањето на одлуките. Мораме, како што реков, да направиме сериозни реформи во нашите глави. Не зборувам само, се зборувам за правосудството. Како опозиционер најавувавте генерален реизбор на судии, па тоа не се случи. Зошто во меѓувреме се откажавте од таа идеја? Заради тоа што Европската унија, која што е партнер во сите овие реформи и од огромна помош, ги даде двата сериозни аргументи. Јас сум ги кажал, само ќе ги повторам, дека не може да има колективна одговорност за сите, туку треба да има поединечна одговорност, посебно поучени од искуството во Албанија. И втората работа е недоволната капацитетност на пополнување на упразнети места. Во државата има систематизирано 750 места за судии. Во моментот се 528. Само зборувам да се докажам за тој дел.
при евентуално реизбор на судиите, едно 200 треба да си останат дома. Според мои груби проценки. Тие нема од каде да се надокнадат. Еве агенцијата, односно, како ја вика Академијата за судии. Академијата за судии после една година ве продуцира некои 35 и за обвинителство и за судство. По 19 некаде ќе бидат распоредени. Нема продукција на кадри согласно законите кои што може да станат судии или обвинители во државата. Тие се двете основни причини зошто не требаше реизбор. Но јас слушам опозицијата дека таа е за реизбор. Ако е, ние може да го отвориме тоа прашање, со тоа што мора да ги тргнеме и алатките на продукција на кадри за судии и за обвинители, односно дел од нив да можат на брза трака да бидат избрани, за да ги пополнуват испразните места и да има затворена кадровска капацитетност и екипираност на правосудство. Имале сугестии да има поединачна одговорност на судии. Видовте вие некој судија за некој судија да е поведена постапка, да отишол да бил осуден, обвинет за тоа што се правело во изминатите години? Јас знам дека има поведено постапки против судии. Ќе кажам примерите за неколку судии од Врховниот суд, неколку судии од апелација, каде што е поведена постапка и верувам дека судските инстанции кои што носат одлука за нив, ќе ги донесат одлуките согласно доказите и аргументите. Новите закони кои што ги донесовме и како има судска одговорност во правосудството, се надевам дека и во јавното обвинителство тоа ќе се случи со законите, каде што ако судија донел грешка одлука и таа е потврдена од Страсбур, на пример, се врати и државата треба да плати штета, тогаш и судијата што е донел таквата одговорност носи одговорност комплетна и кривична и материјална одговорност за неговите одлуки. И тоа се дел од реформите кои што се вградени во новите закони од делот на правосудството. Кога зборуваме за амнестијата, не ли мислите дека на начинот на кој што тоа се изведе, практично оставате пас за утре, било кој, некој друг председател на државата или некоја друга влада, повторно да се занимава со вакви амнестии и неказнивоста да стане систем на владење во Македонија? Не можете и не согласувам со вас да влечете овде заклучок за неказнивост. За 27 април, за дел од учесниците во собранието е донесена амнестија. За тие што учествувале во насилство и во осмислување и организирање настанот има казни. И тоа има драконски казни според мене. Да испратат пораката да не се повтори повеќе. Затоа направивме јасна дистинкција и разграничување. Дали требаше да ги осудиме и тие луѓе што беа внатре, се качеа таму на столицата моја, каде што седам како премиер или порано како пратеник и ракоплеска и вика собранието е на граѓаните или слично. Така да треба се прави јасна дистинкција. Јас знам и сум упатен и луѓето изразија и простување, и бара прошка и слично за тоа што се случувало, заради тоа е и направена таа јасна дистинкција. Така да пораката на казнивост е испратена за да не се повтори никогаш повеќе и јас верувам дека тие пораки ќе останат низ правосудниот систем секогаш, заради тоа што тоа е смислата на правосудниот систем и на пеналењето, односно казнувањето, за да испратат пораката на друг да не му падне на памет, да замисли ваква работа, не па иде напред. Пораката на казнивост е селективна. Толку главниот пропуст на македонското судство во изминатите 20 на години е селективната правда. И тука имаме селективна правда практично. Апсолутно не. Заради тоа што парламентот ги има сите тие алатки на свој на располагање. И затоа јас не се согласувам дека тој што се прошетал внатре и тој што направил насилство, дека сите треба да бидат гонети за тероризам. Јас како политичар, низ алатките парламент, го имав тоа на располагање. Уставот и законот тоа го дозволуваат. Без да се мешам во јавното обвинителство или во судството. И апсолутно тоа го направивме на најтранспарентен начин, отворено према сите. И направивме јасна дистинкција. Така да, насилниците еве ги одговараат. Организаторите еве ги одговараат. За дел од нив се уште се водат процеси, дел се и веќе осудени. При тоа амнестирајќи пратеници кои што во тој момент беа означени како дел од тогашната власт или од тогашната номенклатура која што на секој начин се обидуваше да ги спречи промените во општеството. Апсолутно, тие го правеа спречувањето на демократски начин во тие 31-2 дена, а нивната изманипулираност дека ќе демонстрират парламент на граѓаните, граѓанска демократија, не ги прави виновни за тоа што го направиле врз Зоран Заев, Зиедин Села и врз другите. Затоа што насилството не беше оправдано од нив, јавно го кажаа тоа и апсолутно никој ниту знаел, ниту му паднало на памет
дека се случи вакво насилство. Уште еднаш подсетувам, ние имавме закажано централен одбор и сето тоа што тие го знаеле во тој момент дека ние сме веќе на централен одбор во Социјалдемократскиот сојуз, а не сме горе во прес-салата. Јас го прифатив тоа, заради тоа што не можам да потврдам, ниту па да прифатам, дека пратеник отворил врата за да биде убиен Зоран Заев, Зиедин Села, Талат Џафери или било кој од нас пратениците што бевме горе. Не, апсолутно знам кои биле изманипулирани и кои не. И затоа, како представник на најголемата политичка партија застапена во парламентот, прифатив едно вакво политичко решение, кое што Уставот и законот го возможуваат за парламентот. И секако, тоа беше, да не забораваме, многу важно, за да се случи токму во тоа време, за да охрабриме двотретинско мнозинство. Зборувам јавно за тоа, сум го зборувал и како ваш гостин овде, само тоа го потврдувам. Преговорите за специјалното јавно обвинителство, Мицковски од ова столче тука на кое што седите пред една недела, рече дека се подготвени да прифатат, да продолжат истрагите за и оние случаи кои што се покренат истраги после истекот на рокот, доколку за нив одлучува јавниот обвинител каде и како треба да се распределат. Ова че нам беше една клучен елемент кој што правеше пречка на преговорите. Дали е сега тој надминат и чекаме тоа само на писмено да биде, точно е. Ние фативме пораката од лидерот на опозицијата, кој што е лидер и на преговорачкиот процес и за вклучително и за овој закон. Тоа беше една од клучните пречки. Очекуваме да го добиеме тоа на писмено дека е така, односно да го потврдат на работните групи дека е така, и ова клучна пречка ќе биде разрешена за да можеме да продолжиме секако веднаш после изборите и да го донесеме самиот закон, се надевам со консензус во парламентот на Република Северна Македонија, затоа што нема право ни еден политичар да го квалификува кој предмет завршува, кој не. Па тоа преку закон кој што е дефиниран како реформски закон. Не. Тоа може правосудниот систем да одлучи. Дали е тоа обвинител, како што и тој спомна, треба да бидат од страна на обвинителя распоредени самите обвинители да одлучат што прават со предметите. Некои од предметите дури и судот ќе ги одлучи. Може обвинителот ќе одлучи дел од предметите да продолжат и одат пред самиот суд. Обвинителот ги застапува, на судот ќе одлучи дека тие предмети не може да се терат. Но тоа е работа на правосудството, не е на политиката. И мене ми е драго, ако ова навистина биде добар исчекор, кој што веднаш после изборите ќе го знаеме преку работните групи дали е навистина така, за да продолжиме за другите аспекти за кои што верувам дека полесно ќе се договориме. Ова беше најсериозното прашање. Практично прибавените материјални докази тогаш би важеле доколку обвинителот одлучи да го процесуира понатаму тој предмет. Тоа е одлука на самиот обвинител. Тој ги прави анализите, сите докази кои што постојат таму, пред се материјалните докази се мисли, прави своја собствена анализа и утврдува предметот може да обстои или не може да обстои. Јас верувам дека сите предмети имат своја идена, но тоа е јас како политичар. Таму има обвинители кои што ќе работат со тие предмети и тие ќе одлучат во кои наредни фази треба да се оди со тие предмети. Токму тоа. Вашиот кандидат за председател Стево Пендаровски оди со паролата заедно напред. Кандидатот на опозицијата оди со паролата право и правда за Македонија. Веројатно, двете изгледаат логично, секој е погледнато од свој аспект. Што очекувате вие во вториот круг? Кој од овие концепти да добие поголема силина? Сите знаат што очекува заедно напред. Прво, овој концепт излегува природно. Зошто излегува природно? Заради нашите политики, кој што поддржуваш бил и Стево Пендаровски како национален координатор, а претходно и пратеник и кандидат за носител на листа, односно носител на листа во изборите 2016, поранешен кандидат за председател, тој верува во концептот заедно. Заедно се мисли пред се на етничката припадност, разнолика во државата, да бидеме заедно. Но се мисли и на политичката припадност, на социјалната разноликост во државата, заедно. А напред е сите овие процеси кои што ги направивме, треба да продолжат напред. За разлика од другиот концепт, ни беше соопштено како е создаден право и правна држава. Дека согласно некои истражувања и фокус групи покажале дека тоа им е најважно за државата и Гордана Силјановска како стави свој наслов на кампањата. Тоа не верува воопшто во тоа, ако веруваше тоа ќе се бореше. Ќе се бореше против неправдите, ќе беше во шарена револуција, ќе ги заштитеше своите студенти кога ги гонеа по библиотеките на универзитетите, ќе покажеше на дело. Впрочем, таа е креаторот, ја знам, знаат и други луѓе, на сите правно-формални аспекти за аболицијата, за да може Иванов да ги потпише.
И апсолутно таа не верува ништо од правда, таа верува во можност да стане председател само да го амнестира Груевски, според мене, и колку што може тоа да амнестира повеќе криминали под превезот, како што велеше Иванов, да се смират страстите во државата. Не може да се смират страстите кога граѓаните горат за правда, кога велат нема мир ако нема правда. Правдата мора, но низ институциите на системот како што е правосудството. Таа правда тука мора да биде потврдена. Одговорност за секој што се огрешил, невиност и потврда за секој оној за кој што не постоја докази. Сте малку недоследен. Кога аболира Иванов не смее, кога амнестира Заев смее. Не, апсолутно, со закон го направивме со јасно разграничување. Ви кажувам комплетно. Тој го направи со своите уставни овластувања. Апсолутно, никакви уставни овластувања нема во тој дел, заради тоа што законот, членот 11 не постоеше. Апсолутно никако. И апсолутно причините кој што ги објасни како причини, се сосема различни од причините кои што Заев ги објаснува како предлагач на законот за амнестијата кој што се случи во парламентот за сите оние заведени кои што беа во парламентот на 27 април 2017 година. И како што знаете, тука имаме пресуди, имаме пресуди од 13, 15, 18 години. Иванов тоа што го направи не прави никаква јасна дистинкција или разграничување. Тој карт бланш амнестираше се во постапки без да им се даде за право да бидат како процеси елаборирани, докази представени и слично. Тоа апсолутно е различно. Благодарам. Тука одиме на мала пауза за реклами. Македонија е пред вториот изборен круг. Веројатно и многумина очекуваат дека во ЕК се силни пазарења со гласовите кои што ги обезбеди независниот кандидат Блери Мрека, бидејќи станува збор за корпус на 80.000 гласа, што не е бројка за подценување. Остваривте ли средба евентуално со Касами, Села и Река за да видите дали дел од овие гласови може да се пренасочат, односно овие избирачи да се пренасочат кон вашиот кандидат? Реално нема пазарења, ни па мислам дека некој од нас или некој од опозицијата се пазари. Зошто? Многу природно се поставени основите. Стево Пендаровски, овој концепт и Зоран Заев и оваа владеачка гарнитура навремено јасно се поставила, за да може да ги очекува албанските гласачи со поддршка на концептот, заедно напред и со поддршка за Стево Пендаровски. Јас верувам дека е тоа така. Реално и очекувам. Господинот Зијадин Села, и господинот Бил Касами, и господинот Блери Мрека, кои што се поддржувачи на сите овие заеднички напори во државата, одењето напред преку решавањето на крупните прашања на нашата земја, гласањето во парламентот за уставните промени, апсолутно поддршка за ЕУ и НАТО концептот и како очекувам. И најмалку од нив што очекуваме одговорност према државата. Повик да се излезе, а секако граѓаните да си гласат онака како што треба да си гласат, односно како што тие одлучиле дека е најдобро за нив да си гласат. И јас верувам дека Горданек има 0 гласови албански, а Стево ќе ги добие сите. Прашањето на нашата одговорност и како политичари и како граѓани. Дали тоа имаме одговорност, излегуваме и гласаме како што мислиме дека треба да гласаме, или би можело да ја доведеме државата повторно во политичка криза ако не успее цензусот. Видовме дека цензусот така е добро димензиониран да зависи од се. И од големите политички партии, од малите политички партии, од големата етничка заедница македонците, но да зависи од албанците. Па дури да зависи од бошнаците, од турците, од србите, властите, ромите, бошнаците, сите што се во државата. Сигурни ли сте во ова што го зборувате? Бидејќи пред првиот круг вие и добар дел од вашите кадри и функционери лиферуваа со бројки од над 50.000 разлика меѓу двата кандидати, па видовме дека таа е едва и 4.000 гласа разлика, што се смета за егал при едни вакви избори. Дали сега кога ќе речете нема да добие ниту еден глас албански Гордана Силјановска, а Стево ќе ги добие сите, мислите ли дека повторно може да направите некој превид? Значи, еве, јас не верувам дека некој треба да добие глас кој што ги отфрла албанците. Апсолутно не ги ни повика албанците да гласат за нив. И едно време мислев дека грешка е. Не се не обидува ни да се коригират со повикот, да се извинат дека пропус или слично. Тие одлучија да водат националистичка политика и да ги керат колку што може повеќе македонските гласови. И тоа е нивна легитимна определба. И нека се носат со тоа. Јас знам како сум изгубил македонски гласачи од македонскиот електорат, како македонска етничка заедница, заради големата верба што имам во единството, во заедништвото во оваа наша земја. И не се откажувам од тоа. Сум го презал тој ризик. И сега, пред ваков концепт, за мене застанали Стево Пендаровски, јас зад него, сите заедно како концепт. Апсолутно е нормално да очекуваме како гласачите. Гласачите се многу разумни личности, секој од нас.
Ова е нивна земја исто како што е Вие на Заев и на Пондаровски. очекувате исполнување на цензусот? Јас очекувам исполнување. Очекувам поголеми проценти на излезеност дури во вториот круг заради тоа што Ова што се случи со и исламската одговорност- верска заедница, како го оцените во однос на опасноста за заради прва одговорноста на граѓаните. Второ, заради поголемата мотивација во вториот круг. Трето, заради тоа што јасно беше кажано од голем дел на граѓаните, окей, вториот круг ќе паднат одлуките. Знаеме дека ќе има втори круг. Па еден дел беа буквално индиферентни, си останаа дома. И заради одредени наши слабости кои што ги прифативме како слабости, јас очекувам за возврат да излезат сега тие граѓани кои што сакале да испорачат порака до Заев како прво одговорен за тие слабости. Очекувам. Сите тие се причини да очекувам. Мислите дека оние што ви дадоа жолт картон на овие избори сега ќе излезат за да ја продолжат политиката која што ја спроведува Заев? Така е. Заради тоа што пораката која што ја испратија, знам дека знаат дека ја прифатив како порака. И дека ќе се коригира Ве прашав за она што се случи во исламската верска заедница. Мислите ли дека тоа може да влијае на излезноста во вториот круг? Лично не верувам. Но секако се е важно во државата. Исламската верска заедница, како и сите други верски заедници, е надвор од извршната власт заради секуларниот карактер на државата и апсолутно не треба да има никакво мешање. Овде се работи за одредена судска пресуда. Јас не би коментирал никогаш судски пресуди, но ќе го кажам тоа што и на сите мали деца им е јасно и апсолутно тоа се коментарите и верувам дека истрагата од МВР ќе биде завршена овие денови и тоа ќе го соопштат. Апла има фалсификат и сите го гледаме тоа. Од основата како е тоа одлучувано, велат, оставка си даде Реисот Сулеман Реджепи. А Реисот Сулеман Реджепи излегува, вика тоа не е точно. Реисатот ја потврдил оставката на Реисот и именувал друг Реис. А Реисатот е тука, жив и здрав, излезе на пресконференција. И тоа го знам. Апсолутно тоа истрагата треба да се го потврди и јавно да се соопшти. Зошто го кажувам тоа? Или ова притисок врз истрагата сега што го кажувате, евидентно има фалсификат? Не, тоа е јасно, тоа што е видливо, апсолутно не е ни притисок врз истрагата или слично. Значи, дали Реисот си дал оставка или не, Реисот е жив и здрав и тој кажува. Дали дал? Реисатот, дали го разрешил Реисот и именувал друг, тој е жив и здрав. Реисатот е сите тие што се муфтиите заедно со ставени кои што го бират Реисот. Сите представници на тие тела на исламската верска заедница и тие кажува дека тоа не е точно. Јас само тоа го потврдувам што е така. Значи, ако Зоран Заев си дал оставка, Зоран Заев треба да ја каже таа оставка. Така, не може да каже Младен Чадиковски, извинете се со име, ве употребувам дека Зоран Заев поднал оставка, еве го Зоран Заев и вели не е точно. Така да тоа ќе се утврди, ќе се соопшти јавно. Исламската верска заедница е бирана од своите верници и тие ќе си постават Реис, ќе си изберат Реис, ќе си го потврдат сегашниот Реис и си ето нивни очекувања. Наше не е да се мешаме. Ние како држава може да помогнеме во делот на граѓаните кои што учествуваат таму, да им помогнеме во делот на одредени постапки кои што ги имат и слично, и така се однесуваме. Не верувам дека тоа ќе влијае некако на гласовите во државата. Но тоа не значи дека не треба да бидеме честна власт према сите и јавно да коментираме и да ги кажеме нашите ставови. Меѓу двата изборни круга забележав два различни наратива во однос на кампањата што ја спроведувате. Првиот е операцијата Метла, што ја најавте, а вториот е паролата само Груевски да не ни се врати. Мислите ли дека на овој начин ќе ги мотивирате гласачите со паролата да не го вратиме ВМРО или Груевски, дека тоа е доволен мотив за гласачите да излезат на улица и да гласат? Тоа е еден од мотивите кои што ги кажуваме, заради тоа што секој добро упатен човек знае дека поддршката на Гордана Силјановска значи отварање пат на враќањето на Груевски. Го знаат тоа сите и ние тоа јавно го комуницираме. И тоа само еден дел од комуникацијата. Зборуваме за економскиот прогрес, за сите очекувања, за понудата, колку е важен претседателот, колку има потреба од претседател на државата, во сите овие крупни одлуки што се донесува за нашата земја. Колку тој со своите уставни надлежности, и ако некој вика дека претседателот е со слаби, не. Претседателот на државата има таква позиција, со само еден коментар може да падне влада. Значи, толку е силна позицијата на претседател на државата. И тоа е многу важно во секојдневното работење и живење во нашата земја. И те како многу е важно. И од тој аспект зборуваме многу за тоа. Како што зборувам, кои се другите алтернативи. И треба граѓаните тоа да го знаат. Но паролата Груевски е крив многу заликува на она парола што ВМРО ДПМН речиси 10 години ја заговараше во општеството. Бранко е крив за се, само да не ни се врати Бранко. И тоа го слушавме секој ден преку тие црни кампањи на телевизија. И сега овие спотови што сега ги гледам, мене ми заличуваат на тоа време.
Господин Чедиков, веднаш влечете Груевски е крив. Не сме кажали дека Груевски е крив. Како тоа кога 23 месеци ја се вода владата, како Груевски е крив. Не кажавме за след што бил Груевски крив. И Груевски е сменет. Кажуваме дека може да се врати Груевски. Тоа кажуваме, не кажуваме дека Груевски крив. А нели треба да се врати Груевски во Македонија? Да се врати на власт, зборуваме. Не, Груевски треба да се врати во затвор, тоа го знаеме сите. Дека делува малку Да се врати на власт Груевски, тоа го кажуваме. Заради тоа што давајќи пас на тој концепт. Тоа е концептот за враќање назад. Назад каде е? Во Македонија. Назад е Груевски. И апсолутно враќањето на таа власт, која што денеска, односно Груевски е оправува опозицијата директно преку господинот Мицковски. Тоа го гледаме со политиките. Барем еднаш да се оградеше од таквите политики. Кога ви реков нели треба да се врати Груевски, алудирав токму на тоа, бидејќи делува малку дегутантно за сега да го обвинувате Груевски, а после 2 години на власт и да ги плашите граѓаните со Груевски, истиот тој што не успеавте да го спречите да побегне од земјата. Значи, докаде е таа истрага? Ја ветивте уште пред неколку месеци во ова студио, кога бевте гостин, ветивте дека многу брзо обвинителството ќе излезе со истрагата според информациите. Поминаа 5 месеци, ние немаме никој обвинет за бегството на Груевски. Господин Чедиковски, јавното обвинителство ја води истрагата. Јавното обвинителство соопшти јавно детали од истрагата. И тоа е јавното обвинителство. Не очекувајте Заев да биде државниот јавен обвинител. Значи има јавно обвинителство кое што е независно од извршната власт. Мора да правиме јасна дистинкција за сите овие работи. Ако посочи кој е виновен, и тоа е делот на извршната власт, ќе се понесе вината. Никогаш не го обвинувам Груевски за неуспесите на оваа влада. Ги кажувам причините кои што донесоа до одредени состојби како што ги затекнавме во државата. И кажувам што затекнавме и каде сме денеска. Јас верувам и знам дека тоа е огромен успех што е постигнат за вака затекната држава. Но кажувам дека може да се врати Груевски заради тоа што ако победи Силјановски, нови избори, го кажувам јавно тоа, тогаш се отворени можности да се врати ВМРО ДПМН, која што за жал се уште го управува Никола Груевски. Зошто? Заради тоа што Мицковски не се огради од ваквите политики, Мицковски бара правда само за своите, обидувајќи се да ги заштити од одговорноста за сторениот криминал и ништо друго не го интересира. Сте слушали некоја понуда од Гордана Силјановски и Мицковски да кажуваат во кој правец, што со договорот од Преспа, што со мултиетничкиот карактер на државата, која е таа економска понуда што се нуди на државата? Нема ништо. Добро, дури и при таква понуда како што вие велите, тие освоија и гал гласови со СДСМ на овие избори. Тие изгубија исто така гласови, нашите абстинираа. Тие не ги добија нездоволните гласови од социјалдемократскиот сојуз и од оваа влада на своја конто. Изгубија заради лошите политики кои што ги имат. Во најмала рака, нов лидер на опозицијата кога ќе дојде, сега требаше да има едно 100-150 гласа повеќе заради новата надеж. Ама нема овде нова надеж. Груевски е позади. 20.000 гласови, вие изгубивте 100.000 гласови. Тука е таа разлика. Ќе ги надокнадаме сега вториот круг и ќе видите дека се тука гласовите. Јас кажав во првиот дел од емисијата, јавно коментирав кои се нашите анализи зошто тоа гласовите останале дома. Прво предзателски избори се. Не можеме вака да влечеме еднакост на предзателските избори. Сличните тези ги имаше и Мицковски кога беше тука, заради тоа. Ќе видиме, ево го Петија пред нас, ќе видиме резултатите. Секој со своите тврдења, нели има своји аргументи. Ако ги керал тие гласови, требало да ги кери на свој конто. Ако не, да видиме на Пети дали ќе ги кери тие. Нема да ги кери. Заради тоа што неговите политики не даваат алтернатива, не даваат ништо. Ние отворивме патишта за државата, сериозни, целиот свет ги поздравува. Ефектите дома веќе ги гледаме. Затоа и тоа е концептот. Да ги признаваме и своите слабости. Што никогаш порано тоа не било случај. Сега, вториот изборен круг, јас верувам дека апсолутно јасна дистинкција од едно 100.000 гласа разлика ќе се случи. Тоа е моето очекување. Тоа се анализите на мојот политички штаб, од Социјалдемократскиот сојуз, кој што го поддржува независниот кандидат Сео Пендаровски, и јас верувам дека тоа ќе се оствари токму во вториот изборен круг. Доставиме тука место и време за прашањата од нашите студенти од Правниот факултет и се разбере и од другите кои што се присутни во студиото. Повелете. Добро вечер, господин Заев. Најпрво да ви се представам. Јас сум Благоје Петровски, дипломиран психолог, магистар по филозофија и магистар по политички науки. Ви благодарам што сте овде. Би сакал да ве прашам две прашања, кои што едното се однесува за реформите кои што би дошле во
новата Република Северна Македонија, кои што би служеле за надворешно политичките цели, а тоа влез во ЕУ, а второто прашање за претседателските избори. Со првото ќе почнам, тоа е дека уште пред моето раѓање, надворешното политички цели на Република тогашна Македонија беа влез во НАТО и во ЕУ. Моментално истото важи за Република Северна Македонија и како што не уверивте во почетокот на оваа емисија, дека се ближи позитивен исход од сето тоа. Би сакал да ве прашам за образовните реформи, а тоа е дека постои тренд моментално во Европската унија, дека 3% на сите земји членки во Европската унија, 3% од бруто домашниот производ треба да го дадат во истражувачки цели. Значи тоа се однесува на кандидатите на докторски студии, кои што во секоја земја од Европска унија треба да вршат соодветни истражувања, значи за да се крене интелектуалниот капацитет на било која земја. Во нашава земја, за да бидеме ние кандидати на докторски студии, се бараат многу пари и нема стипендирање за да се задржи било како тој интелектуален кадар, за да можеме ние кога ќе бидеме членка во Европска унија да се презентираме дека имаме истражувачки потенцијал. Дали следат некои реформи во тоа поле? Добро, секако следуваат сериозни реформи со отварањето на поглавијата. Не завршуваат реформите во нашата земја овде. Но прво морам да го потврдам, конечно стварената аспирација на двата стратешки аспекти или стратешки цели на нашата земја, НАТО и ЕУ. И не случајно секоја земја сака да биде членка на НАТО и ЕУ. Заради подобрувањето на условите дома, заради квалитетот на живење дома. Затоа се европеизираме. Но и безбедноста која што НАТО ја гарантира е и како многу важно, повторно за европеизацијата и за јакнење на економскиот стандард преку инвестиции странски, домашни или слично. Конечно, еве, 12 земји ратификуваа протоколот НАТО. Очекуваме до крајот на годината полноправно членство во НАТО. Завршена цел. Целта 14 години која ќе очекуваме како земја кандидат да отвориме поглавја, ово лето ќе се случи. Ќе ги отвориме поглавјата, ќе добиеме датум за преговори, односно одлука за почеток на преговори на Република Северна Македонија со Европската унија. И тоа се конечно две први стратешки цели на државата завршени. Само за да ве водам во точниот дел на прашањето, а тоа е поради тоа што имаме стравување дека кога ќе влеземе во Европска унија ќе не се случи исто како на Република Бугарија, а кај нив исходот е дека многу голем дел од интелектуалниот капацитет и младото популација се одселија во земјите на Европска унија. За и нашата цел овде е нели да ги задржиме нашите млади, интелектуално адекватно способни граѓани во земјава. Не мислите дека би можело да се направат некои реформи во системот на образование со кои што ќе им се дозволи на тие луѓе овде да го завршат школувањето и да се имплементираат во овдешната демократија, во овдешната влада? Бугарија, па и Романија ги изгубија најмногу луѓето пред да станат членка на Европската унија. И пред да ги почнат поглавијата, тие многу малку преговараа и брзо со политички одлуки станаа членки на Европската унија. Ние се надевам дека процесот на иселување ќе го сопреме токму тука со отварањето на поглавијата. Паралелно еден дел поглавијата и реформите ќе ни помогнат, но најголемиот дел ние може да си помогнеме. И тука е вашата поента. Зошто веќе не правиме вакви реформи? Ваквите реформи во делот на образовниот процес следуваат. Значи не само за научно-истражувачки цели. Се што можеме да поддржиме, ќе поддржиме. Прв пат гледате како поддржуваме нови бизниси, отварање на стартапи преку фондот за интелектуална, за иновативност и технолошки развој. Едно 70 милиони евра имаме севкупно пари за поддршка на економијата, од тренирање и адаптирање на квалификувана работна сила до поддршка на самите инвестиции, така ќе биде и во образовниот процес. Прво не може да имаме 196 факултети на 153 средни училишта. Ќе подскратиме тоа факултете за да има квалитет на високото образование. Оти на крајот, кога доаѓате за вработување, луѓето барат знаење од вас, не барат само дипломи. Тоа се повеќе го знаем. За да можат младите да видат идни на овде, мораме да го подобриме квалитетот на образованието. Новиот закон, кој што ја гарантира автономијата на универзитетите, ја дава слободата и внесе еден куп новини, ја донесе. Сега треба во пракса да поминеме со многу вакви подзаконски акти или одредени мерки, како што и буџетски мерки. Нема да недостасуваат пари во нашата земја за научно-истражувачки проекти. Од било кој карактер. Никако пак за младите. Тама работа. Пари за ова работа ќе обезбедиме. Буџетот е стабилен, функционален и ние можеме и како однапред да си помогнеме. Во Бугарија се враќаат веќе младите. И прво не само што е сопрена миграцијата во тоа време. Значи, голем дел се вратија. Еден дел, пола од времето се во Бугарија, пола се во Шпанија, пола се во Швајцарија, пола се во Британија и насекаде. Но сопре процесот
Да, ќе ве молам малку побрзо со... Исто така, за да го завршам ова поглави, исто моето лично мислење е дека во Бугарија голем дел од тоа што се враќаат е тоа што им даваат стипендија самите универзитети од самиот буџет на државата за они да се докторанти студенти со покриени трошоци и се останато. Второто прашање Како ми ќе ни беше зајакнува економијата и ние сме волни тоа да го правиме. Се што покажал добар резултат, за тоа Ќе ве молам само со блиц прашање, блиц Готово, одговори. второто блиц прашање беше за изборот на кандидат за претседател од вашата партија Стево Пендаровски, бидејќи зборувавме до сега за тоа како знаеме нашата дека партија го поддржува. Така, го поддржува, се извинувам. Како знаеме дека вашата поддршка можеби е повторно една грешка што сте ја направиле, како што до сега сте направиле неколку грешки и пропусти, за кои што може подоцна ќе прифатите одговорност, но веќе ќе биде доцна. Значи, еве, не сум безгрешен човек. Јас кажав сите можни причини, тоа е и кампањата, ние да не отворите како граѓани со се, како сме донеле одлука, зашто баш за Стево, не за Чекеринска, за Оливер, за Димитров и другите кандидати што беа. Токму тоа се и причините на кампањата. Затоа се води и кампања, за да граѓаните ги дознаат сите можни елементи при носењето на својата одлука. И на крајот граѓаните ја носат одлуката. Јас тврдам до небото дека тоа што го имавме како кандидатури, го избравме најдоброто. И при тоа ги тргнав моите партиски предрасуди, а со мене и моите сопартици на страна, за да имаме независен кандидат. Јас верував дека ќе победиме, а можев да победам како председател на СДСМ, со мене и СДСМ, со наш партиски кандидат. Но дали тој навистина ќе беше на крајот председател на сите граѓани? Тоа беше дилемата. Кога имаме вакви кандидати, кои што никогаш не земале книшка, а останале тука, верувале во тие вредности, кои што се исти или многу слични на нашите вредности, беше лесно да го поддржиме. И таа понуда која што ја нудиме денеска пред граѓаните, за која што и ние застанавме, и наши членови од Социјалдемократскиот сојуз застана, па и наши поддржувачи. Но јас верувам дека неопределените, тие што одлучуваат, навистина ќе го препознаат тоа и ќе направат јасна дистинкција што е што. Благодарам многу. Добро. Благодарам. Друго прашање од публиката? Немаме. На крајот на емисијата сме. Спремени сте да поднесете политичка одговорност доколку Стево Пендаровски не биде избран за председател со оглед на целокупната поддршка и застанувањето за тој кандидат што му ја дадат? Значи, прво, председателски избори се, и јас реков, одговорноста што ќе ја понесеме е да закажеме предвремени парламентарни избори. Само така можеме да ја понесеме, заради тоа што граѓаните бират на парламент пратеници кои што ја поставаат владата, а овде се бира председател на државата. Толку сум сигурен дека ќе победе Стево Пендаровски, затоа отворено зборувам. Ако таа моја сигурност се потврди дека не е таква, најмалку што треба да направиме е да закажам предвремени парламентарни избори и да одиме граѓаните да направат довербата. Зборуваме ако нема цензус, без разлика на тоа дали ќе има разлика меѓу двата кандидати. Зборуваме ако изгубиме на изборите. Ако Стево Пендаровски Тоа е изгуби, загуба на изборите. Ако Стево Пендаровски Ако не победи биде Гордан- избран за председател, тоа е загуба на изборите. не, загуба на изборите ако победи Гордана Силјановска со макар еден глас повеќе од Стево Пендаровски. Тоа е, граѓаните во повеќе во гласови гласале за Гордана Силјановска. Тоа е загуба на изборите. Така да цензусот е склоп на повеќе причини како се постига. Јас верувам дека се постигне цензусот, заради тоа што ги имам сите можни аргументи дека треба да се постигне, ќе се постигне тој цензус. Но за тоа одлучуваат граѓаните. Така, тие ќе одлучат сега на пети. Прво дали ќе има цензус, односно дали ќе излезат во доволен број. Второ ќе одлучат за кој концепт ќе гласат и за кој кандидат ќе гласат. Тоа се нивните одлуки. Ако Стево Пендаровски има макар еден глас помалку од Гордана Силјановска, јас ќе почнам веднаш постапки за да организираме предвремени парламентарни избори. Иако мојот став е јасен дека ние не треба да одиме постојано на предвремени парламентарни избори, заради тоа што ние политичарите може да се лактаме колку сакаме, но при тоа правиме штета на државата. Убаво да ставиме еден простор на цел мандат, да граѓаните слободно планираат, бизнисот слободно планира, економијата се развива на државата. Самите избори кога ќе се кажат парламентарни, тие се сериозна кочница за било кое планирање, што секој од нас го прави, но и за севкупното планирање на државата и низиниот напредок. Така да, ако се случи тоа, а нема да се случи, така да ако се случи тоа, секако ќе закажеме предвремени парламентарни избори. Доколку нема цензус, што? Постојат повеќе опции, законот вика се организираат повторно председателски избори, не кажува во каков рок, при тоа постои и друга подваријанта, да се промени уставот, за да може да се тргне цензусот или да се бира председател на собранието во парламентот. Немаме такви одлуки, ниту имаме размислување во тој правец, заради тоа што стварно искрено веруваме дека изборите ќе бидат успешни и граѓаните на непосредни избори ќе се го изберат председателот на државата. Господин Заев, ви благодарам што бевте дел од интервјуто на 24
отворено. Благодарам и на вас и поздрав до сите гледачи што не гледа и до овие млади луѓе кои што ја збогати атмосферата денеска. Почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24.